30 dinara килото продаваш, а тук взимаш 5 динара. Не се прави Не се прави За локалните трговци скапо, за подбеласичките земјоделци ефтино. Ваква е сликата на пазарот на Бостан во Струмичко Колешино, каде производителите реагираат на ниски откупни цени и немање трговци. Според нив и покрај лошите временски услови, успеале да произведат, но нема каде да го пласираат и продадат. Пунктовете не взимат. Не взимат и ние тук сме на милост оставали. Ако дойде некој на тази приколица, да кажем 4 тона, ти му дадат 10 000 и ако ти чини, ако не чини, що ги направиш тези 10 000? 1500 динара на време дюбе. И препарато за аптеката, да не помислиме кой скъпотии са, а препарато не вреят за 5 пари. Пръскати, лекувай, няма спас. И сме упропастени на цело. И нищо не има ясно. Никой не пита. Защо? Скапам 100. Тераш му 8 динара, скапам му. Пари ли 8 динара? Дека тая влада да не защита. Градинарите од подбеласичкиот регион во Струмичко се гневни што репроматеријалите драстично поскапеа, а цените на Бостанот од година во година во континуитет опаѓаат. Во момента ја таа преколица за 10 дарки тука. И шо ќе правиш? На пункт откупот чиста убаво, тако 10-11 динара, кој кај ќе најде толку, и имат си сорти која треба таа да зимати. И исплатливо ли? Тоа не приколите. Па таа тука едно 2600-700. 5 денари сака да кажат 5-6 денари? 5-6 динара, значи 2600 по колко е? По 4 динара 10 дарки. А најлоно ѓубрето се ујде по катастрофални цени, да испод 1200 немаше ѓубре надолу. Најлоно 200 динара килото. Нема како од годините трговци од... Нема никакви веќе. Ја само на Бојничани се крстеме и тие нашите пунктови што тука сите не откупуват. Еден-два откупуват, другици терат немната и што ќе правиме? Своевремено подбеласичкиот регион беше голем производител на Бостан, но заради ниските откупни цени и немањето млади земјоделци, површините последниве години се преполовени.